Општина Виница ќе формира посебно одделение за локален економски развој, за да ги зајакне капацитетите на општинската администрација при подготовката на капитални проекти, а за кои би можеле да се користат и средства од европските фондови. Одлуката за новата систематизација веќе е прифатена од страна на Општинскиот совет, пошто е започната постапката за формирање на одделението за ЛЕР. До сега во старата систематизација општина Виница немаше такво одделение, па така да дел од вработените кои што се во други одделенија со устна наредба ја вршеа ова задача, така да планираме да воведеме одделение се со цел за да можеме да бидеме поконкурентни и над останатите општини, како за пред се во делот на искористување на фондовите од Европската унија, кои ќе ни бидат на располагање. Сега во овие 2,5 години колку што сум јас градоначалник имаме средства потрошени за проекти преку 6 милиона денари. Така да и во моментот се работат, најавивме еден од проектите, и во моментот се јавуваат и распишуваме тендери за дополнителни проекти и нормално дека до крајот на наредната година ќе имаме преку 20-30 проекти кои што ќе бидат и за следниот мандат, без разлика кој ќе биде градоначалник на оваа општина, да може непрекинато да работи се со цел за интерес на нашата општина. Во рамки на искористувањето на средствата од европските фондови и од други странски институции, Димитров информираше дека е почната изработката на техничка документација за реконструкција на општинската зграда, Домот на културата и музеот. Проширување на музеот Теракота, поставување на лифт во општинската зграда, поставување на енергетско ефикасна фасада за целиот објект, замена на кровната конструкција на целиот објект, делот каде што се наоѓа Домот на културата е рамен кров и е можност за поставување на зелен кров. Реконструкција, комплетно уредување на Домот на културата, тоест сината сала, и замена на системот за затоплување. Вкупната вредност на оваа техничка документација е 20.000 евра. За изработка на техничката документација се инвестираат 20.000 евра, што се обезбедени од UNDP и од Шведската агенција за меѓународен развој СИДА, преку проектот Градење капацитети во општините за имплементација на проекти. Планскиот документ го изработува фирмата Квадар од Скопје и тој треба да биде готов до крајот на летото.